Продолжуваме со содржините во Добро утро секој утро. Ви благодарам што сте заедно со нас. Нашата последна гостинка е една млада дама на која што се најде на листата на Forbes. За оние кои што можеби не знаат, Forbes е едно престижно списание, деловно списание кое што опфаќа теми поврзани со технологијата, индустријата, политиката, бизнисот и така натаму. А воедно Forbes е многу познат по тоа што рангира оние листи на најуспешни американци, најбогати американци, најпознати и најпрестижни фирми, а воедно исто така ја има и листата на најдобрите предприемачи, најуспешни предприемачи до 30 години. Токму на оваа листа се најде наша македонка. Ја имавме неодамна Михаела Ѓорчевска, магистар Михаела, ќе ви посакам добро утро. Ве имавме во Добро утро секој утро минатата година, непосредно по објавувањето на листата. За почеток ќе ве замолам уште еднаш да потсетиме за гледачите што значи всушност рангирањето во Forbes. Секако, ви благодарам. Значи, Forbes има повеќе листи во кои што рангира млади предприемачи. Листата е позната како 30 под 30 и во таа листа се истакнати најуспешни предприемачи, активисти до 30 години. Таа листа се прави во повеќе региони. Имаме листа за Америка, листа за Европа, за Азија и сега најново за Африка. И секој регион има повеќе категории. Конкретно за Европа има 10 категории, се рангираат по 30 предприемачи во тие 10 категории. Јас бев во категоријата Entertainment и со таа листа фактички јас почнав да добивам покани за Forbes самитите и сите настани кои што се организирани од Forbes. Така, да појасниме прво, рангирани сте за како успешна млада дама до 30 години за едно идејно решение, за еден проект кој што навистина ни ја збогати културата во Македонија. Станува збор за Киноверзум, киното кое што навистина ја размрда и младата, но и сите генерации ги размрда низ Македонија. Што е Киноверзум? Киноверзум е во моментов единствениот македонски ланец на кина. Ние го основавме Киноверзум како дел од Меѓународен славенски универзитет, сакајќи да им овозможиме на нашите студенти кино на нашиот кампус во Свети Николе. Меѓутоа, откако Forbes ни го даде ова признание, да речем, откако се најдовме на листата на најуспешни предприемачи до 30 години во Европа, добивме мотивација, инспирација да го прошириме Киноверзум и во другите градови. Така 2023 година стана година на експанзија на Киноверзум. Во јануари 2023 влеговме во Велес, имаме сала со околу 230 места и во моментов работиме на отварање на салата во Штип. За Штип ја набавивме најсовремената опрема, во моментов ласерски проектор Барко и очекуваме да стартуваме во наредните 10 денови. Одлична најава за Штипјани кои што не гледаат во моментот, ќе можат на чекор од дома да гледаат на платното, на големото платно прекрасни филмови. Ќе зборуваме подетално и за програмата. Интересно е што за да се најдете на листата на Forbes не се кандидирате сама, туку вашите колеги го прават тоа. Така да, нормално, номинацијата може да ја предложи кој било, може сами да се пријават тие што би сакале да бидат на листата, но може номинацијата да ја направи некој друг во нивно име. Јас конкретно бев номинирана од колегите, меѓутоа процесот на селекција е исти за сите, без разлика од кого биле номинирани. Процесот на селекција прво има една прелиминарна фаза во која се прави основна селекција и потоа сите кандидати кои што се избрани да одат понатаму добиваат, конкретно јас добив повеќе прашања на кои што требаше да одговорам и да го кажам моето мислење во врска со економската ситуација во Европа во тој момент. Тоа беше пост пандемијата, така што имаше критични моменти за доста бизниси и баш прашува на кој начин се справувавме со тоа. Како што знаеме, пандемијата беше многу лоша за кината, бидејќи беа затворени, практично не работеа, немаше извор на приходи. Дополнително имаше прашање во врска со моето образование и како го применувам стекнатото знаење во бизнисот. Да, многумина ќе се запрашаат како една млада македонка и едно кино се вбројуваат во ова тесна
тесен круг на листа од ова е од Европа или од на светско ниво? Од Европа. Да. Сепак е широка и голема Европа, Секако, многу да. мина ќе се праша, значи треба да се исполнат одредени услови кои што вие ги поминувате. Што е тоа што покрај тоа што нели вашата фотографија, вашата импозантна биографија ќе се најде на Forbes, што е она што оваа листа ви го носи? Какви придобивки вие лично добивате од како се најдовте на листата на Forbes? Па листата на Forbes е една форма на признание за мојата досегашна работа, меѓутоа тоа не завршува тука. Тоа значи дека во иднина треба уште понапорно да работиме за да на некој начин го оправдаме нашето присуство таму. И сепак, тоа е дополнителна инспирација за развој, како што реков, на Киноверзум, но и на сите други бизниси во кои што работам. Бидејќи Forbes овозможува со поканите што ги добивам за нивните настани, овозможува мрежување со колеги од практично цел свет и овозможува запознавање на луѓе кои што се во различни индустрии, различни возрасти. И навистина е голема инспирација да се биде дел од тоа друштво, да речем, во наводници и многу помага како искуство, бидејќи како млад предприемач многу тешко е да се најде поддршка за било што и да се направи. Се мора да го направи сопствениот тим или самиот предприемач, така што добро е да се знае дека и во други делови од светот има луѓе кои што исто така работат со истата посветеност и со истото внимание. Споменавте на почетокот дека посетивте неколку самити, да одиме нели со ред, да започнеме еве од тоа бевте неодамна на еден самит во месец март, посветен самит за жената, токму за 8 март. Се работи за нешто што навистина привлекува многу внимание низ медиумите од она што можев да го прочитаме. Сте имале тет-а-тет средба, сте имале контакт со многу звучни имиња. Јас нема да откриам, ќе ви оставам вас простор да кажете што се случуваше во Абу Даби. Така, Абу Даби самитот беше посветен на две генерации на жени до 30 години, млади предприемачки и жени над 50 години. Тие се жени од двете листи на Forbes, 30 под 30 и 50 над 50, во кои што се вбројуваат жени кои што одлучиле да направат кариерна промена, дури иако имаат над 50 години, се одлучиле дека би сакале да започнат нешто ново, да влезат во нови бизнис авантури. Така што самиот самит нудеше многу можности за вмрежување, за менторски сесии и дополнително самата организација на настанот беше така да можеме да комуницираме со сите и со тие што беа говорници. Јас конкретно имав еден на еден сесија со Мика Брезински, тоа е американска ТВ водителка на емисијата Morning Joe, и на таа менторска сесија разговаравме за тоа баш конкретно за мојот бизнис, како да го развивам и во која насока да ја продолжам мојата работа. Колку ти помогна оваа средба, тет-а-тет средба со оваа дама? Да бидам искрена, многу е важно кога добиеш внимание од некој и дури и да веќе да ги знаеш исходите и во која насока би сакал да одиш, многу е подруго кога некој ќе те поддржи и ќе ти каже да, ова е добро, само продолжи така, и мислам дека тоа беше една дополнителна инспирација за мене. Претпоставувам и некаков совет, можеби, нешто што ќе ти помогне во иднина да се развиваш поуспешно. Ме скокот кај моментот да го кажеме гласно името, се сретна со една навистина многу позната личност. Таму дури имаш и фотографија со неа. Така, една од главните говорнички на настанот беше и Хилари Клинтон, со која што имав кратка средба и нормално направивме и фотографија. Сите учесници на настанот и сите говорници на настанот беа пристапни, можеше да се дојде до нив, да се разговара, можеше да се разменат идеи и мислења, така што навистина сум среќна што бев дел од тој настан таму. Што си продискутиравте со Хилари? Може да ни откриеш што си кажавте во тој краток момент? Конкретно тоа се неколку минути за познавање, основни информации, тоа нема ништо да речем осетливо во целата таа кратка средба. Меѓутоа со другите говорници разговаравме во врска со мојот бизнис, разговаравме исто за нивните бизниси, во која насока ги развиваат. Се запознав со многу предприемачи, посебно од Соединетите Американски држави, каде што веќе
Вештачката интелигенција е голема тема. Ние во Македонија уште не сме стигнати до таму, уште немаме толку напредок направено, меѓутоа таму имаме многу стартапи, многу луѓе кои што исто работат за метаверзумот, така да добро е што видов како се работи и знам дека имаме уште многу долг пат за одење и со Киноверзум и со останатите брендови со кои што работиме, но сепак кога веќе некој работи, кога ќе видиш добар пример, знаеш дека можеби еден ден ќе дојдеш и ти до таму. Да, тоа е на некој начин и ветер во грб, така, да. Тамошната средба која што си ја имала со луѓето. Кои други видни и значајни имиња имаше можност да ги видиш? Па еве, за нашата публика можеби би било интересно да споделам дека и Джесика Алба исто беше една од говорничките на настанот, исто беше Били Джин Кинг, тенисерката, беше Глорија Стејнам, сега е актуелно првата дама на Украина, Олена Зеленска беше, исто така беше Меј Маск, кај нас позната како мајката на предприемачот, на Илон Маск, така да настанот имаше едноставно многу познати имиња. Како ти делува вака, како овие звучни имиња, како изгледаат, како личат приватно на некој начин? Па многумина би помислиле дека се недостапни, непристапни, меѓутоа баш напротив, значи можеше да разговараме со сите од нив, сите бевме во истиот комплекс, дел од истиот настан, така што јас сум задоволна од она што го остваривме како комуникација. Ќе се задржам уште малку на токму овој самит, бидејќи бил посветен на жените, тоа биле само жени. Не сакам да звучам феминистички во продолжение, така да бидам разбрана, почитувани, но ме интересира како оди чекорот на една македонска жена предприемач. Какво е вашето лично видување и вашиот впечаток? Па, жените предприемачи практично во светот доаѓаат од многу различни позадини, имаат многу различни образовни профили, имаат различни бизниси, различни по големина, различни по индустрија, но она што би го одвоила како заедничко за сите, тоа дека сите се посветени на работата. Таму верувате дека сите со кои што комуницирав, сите се 24/7 заангажирани за нивните бизниси, посветени, без разлика дали беат до 30 години или беат од листата над 50 години. И навистина е добра мотивација да се види дека без разлика на возраста жените можат да работат, сакаат да работат и се успешни во тоа што го прават. Пред неколку дена се врати од Лондон, повторно самит на покана на Forbes. Што спакува од таму? Какви, не зборувам физички дали донесе реквизити, него конкретно мислам на какви искуства спакува од таму? Настанот на Forbes во Лондон беше замислен како настанот помали размери со околу 50 учесници и претежно учесниците беа од Европа, најбројни беа од Лондон. Темата беше The Business of Lifestyle и се дискутираше за еден нов збор кој што влегува во употреба, тоа е bleisure, кованица од бизнис и leisure, бидејќи во минатото пред пандемијата имавме луѓе кои што исклучиво патуваа заради бизнис или заради одмор. Но сега, после пандемијата, веќе кај речиси 90% од оние кои што патуваат за бизнес се појавува нов тренд и сакаат да додадат по неколку дена одмор на нивното патување. И сега целта беше да видиме како платформи, како хотели, како угостителски објекти можеме да им пружиме на тие луѓе дополнителни услуги кои што тие ги бараат, бидејќи сега тоа е едно ново искуство и едноставно мора да ги прилагодуваат сите нивните услуги на новиот тип на клиенти. Да, беше и во Детройт, немаме многу време, бидејќи сакам и за Киноверзум да зборуваме, многу накусо сакам да слушнам што се случуваше во Детройт, тоа беше минатата година, исто на покана на Forbes. Какви искуства носиш од таму? Детройт беше настан од големи размери, тоа беше претежно наменет настан за учесниците од американската листа, меѓутоа имаше неколку учесници од Европа со кои што имав можност да се запознам. Како главно би го издвоила тоа дека имаше представници од многу познати компании. Имавме директор на Лифт, имавме од Etsy, исто така
може би било интересно за гледачите да се спомене дека Хейли Бибер исто ја споделуваше својата приказна за незиниот бренд за козметика. Дополнително Меган Де Стелион беше ја сподели својата приказна. Имавме приватен концерт од Кајго, така што беше едно искуство на вистина високо ниво. Ова е тој термин што го спомена пред малку, потсетиме како рече. Pleasure. Да, и работа и задоволство. За самиот крај во последните минути на разговорот сакам да посветиме внимание на Киноверзум. Нештото што како твоја идеја те вивна и те однесе меѓу светските бизнис елити, можеме така да кажеме. Како се развива Киноверзум? Спомена дека наскоро има отварање. Какви се плановите за во иднина на Киноверзум? Па 2023 година, како што реков, е година на експанзија на Киноверзум. Се надеваме дека во октомври, освен Свети Николе, Велес и Штип, ќе влеземе и во нови градови, меѓутоа за сега се уште не можам да дадам повеќе информации за тоа. Во иднина исто така размислувавме да го развиеме и во насока на продукција, да продуцираме ТВ серии и филмови, но тоа би било во наредните 2-3 години, да речам. Сега се уште е рано. Да. И на самиот крај ќе замолам од режија доколку се подготвени фотографиите околу програмата, што ли нуди платното на Киноверзум за лето 2023? Од наредната недела веќе го очекуваме Индијана Джонс. Исто на почетокот на јули излегува Невозможна мисија и доаѓа Барби, Опенхаймер, така да ова ќе биде добро лето за сите кои што се љубители на филмот. Да, одлично. Јас ќе ги поканам сите оние кои што не гледаат, кои што и да не се блиску до Киноверзум, можат да стигнат, го има во Свети Николе, од каде што е појдовната точка, така, нели тоа е првото кино отворено таму Киноверзум, го има во Велес, наскоро и во Штип. Сите оние кои што сакаат да гледаат во ова кино, можат да ве следат и на социјалните мрежи, таму ја објавувате програмата. Секојдневно ја објавуваме програмата, да, можат на Facebook, на Instagram, а исто така и на нашата веб страница kinoverzum.mk. Да, одлично. Михаела, ми беше навистина задоволство. Ни остануваат уште последните минути да ти се заблагодарам за гостувањето, да посакам успешни приказни со твоето име и презиме. Уште многу често да те каниме и да ни ги пренесуваш и да ги инспирираш младите дами. Дали можеме да ги инспирираме? Што велиш еве за самиот крај? Дали можеме да ги поттикнеме и да ги инспирираме младите луѓе да започнуваат со стартапи, со идеи и со бизнеси? Дали е вистинско време за тоа? Па секако дека да, сега во последно време има многу повици за поддршка, така што мислам дека кога и да имаат идеја, секогаш е вистинското време за почеток, бидејќи ако чекате да дојде утре, веќе сте задоцнили, веќе некој друг ја употребил истата идеја. Така, сосема сте во право. Благодарам многу уште еднаш за вашето гостување.